Здраво на сите и добре дојдовте во 76-тиот дел на Зачудувачки факти. Најдолгата дистанца на која човек е убиен со снајпер е 3540 метри во Ирак, а куршумот е испукан од страна на канадски специјалец снајперист, анонимен за јавноста, и со тоа го надмина претходниот рекорд од 2815 метри кој го држеше австралиски специјалец, исто така анонимен за јавноста. Лалињата во Холандија се увезени во 16-тиот век од Турција и од тогаш трае нивната обседнатост со ова цвеќе. Лалето е нивниот заштитен знак и одгледуваат повеќе од 1500 видови. Шрек всушност бил базиран на вистинска личност по име Морис Тилет. Тој бил француски борач кој се оженил со убава жена по име Олга. Во средината на 19-тиот век постоела принцезата со мустаки која била символ за убавина. Постои легенда која вели дека дури 13 мажи се самоубиле бидејќи таа ги одбила. На прв поглед Есмет изгледала како маж, но во тоа време критериумите за убавина биле такви, посебно во високата класа. Колку жената била пополна и посилна, толку била поубава. Градот Даблин се гордее со фактот дека има по еден паб на секој 100 жители. Просечно секој ирец пие околу 95 литри пиво годишно. Војниците во гардата на кралицата во Англија не смеат да го напуштат своето работно место дури и ако им се оди во тоалет. Ако не можат да се воздржат, тогаш вршат нужда на лице место. Дебелите волнени панталони наводно може да ја покријат секоја трага од несреќата, но не сум многу сигурен за мирисот. На Балканот постои мистерија наречена Дунавскиот Титаник. На 9 мај 1952 година, интересот за редовната бродска линија Белград-Земун бил поголем од вообичаено. Бродот имал капацитет од 60 места, а биле продадени 106 билети, но преживеаните тврдат дека на бродот имало и над 150 лица. За време на пловењето, бродот налетал на силен ветер, дожд и град, а капетанот не успеал да го исконтролира и спаси пловилото, па бродот целосно потонал во водите на Дунав за само 3 минути. Ова важи за најголемата трагедија во историјата на југословенскиот речен бродски сообраќај. Познато е дека животот го загубиле 126 лица, но точниот број никогаш не бил утврден. Мајчиното млеко не излегува само од едно дупче. Секоја брадавица има повеќе миниатурни отвори кои испуштаат млеко, а бројот варира од жена до жена. Најголемиот број на луѓе во светот се родени во август. Мао Це Тунг сметал дека врапците се штетници кои уништуваат храната на неговиот гладен народ. Поради тоа, решил да ги истреби и ја предизвикал една од најголемите катастрофи во поновата историја. Се користеле тапани за да се плашат птиците при слетувањето, па така умирале огромен број на врапци. Луѓето ги уништувале нивните гнезда и ги гаѓале во лед, па овој вид на птици речиси целосно бил истребен. Следната година тоа резултирало со огромен раст на бројот на инсекти кои биле храна на врапците. Бројот на скакулци толку многу пораснал што биле уништени полињата и плодовите, па во земјата завладеала гладта. Се проценува дека околу 40 милиони кинези починале од глад, а ова и ден денес е забранета тема во Кина. И тоа беше се за 76-тиот дел на Зачудувачки факти. Доколку сакате уште, лајкнете го ова видео и не заборавајте да се супскрајбнете на мојот канал. Фала ви многу за поддршката и ние се гледаме во следното видео.